nešto povedie. Koja noć gledam maski komični, no znam mnogo ljude obični. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek? Drugo što ti treba, imaš sonce i rad se ide. Običen razni zemlji vedeni i jaz, kako si te ljude obični. Tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek? Drugo što ti treba, imaš sonce i rad se ide. Običen, tuka možeš da pronajdeš se, zašto na dvor da baraš lek? Drugo što ti treba, imaš sonce i rad se ide. Običen. Petarka? Zato povedi. Hvala. Znači, lep, mleko, sol i šeker. I gumeni bomboni. Može. Kupi si i sladoled. Hvala. 42, 240, 7 kila bila za tavan, 12 kila zelena za zidovite. Trale, a da zalepi me tapeti? Da zalepi me? Ама ќе ни се смали квадратурата. Dobro, toga ще kreći. A, Trale, a da udri me nije jedna bela klasična, mislim, da ne se raspravame za ovaj Ćošinjeva, de krivi bile, de dvojele, de, a? Šo veliš? Велам трпе дека за неколку дена ќе славиме јубилеј. Kako jubilej? 40 години. 40 години како ти пеглам кошули, гати, чорапи, марамчиња башка. Mnogo brzo peglaš, Betrale. Mislim, koga pomira majkata. Dur se svrtiš. A što se kažeš da ti kupam za godišnje? Ništa. Ќе компензирам. Kako ti kompenziram? Па, еве ти ќе пеглаш. Će peglam? И зошто да не веќе заштедиш пари, јас ќе се одморам. Čekaj, poleka, Trale. Ова е голем jubilej. Сакаш да кажеш остатокот од животот да го поминам со пегла враце. Тоа ли сакаш да кажеш? Добро, Ветрепе, добро. Еве нека бидат 2 недели. А викендите?
Не, викендите не. Викендите ќе готвиш, ќе переш и ќе бришеш прозорци, малку да разбиеш монотонија. Ете зошто јас не сакам во Европа. Се што ви одговара научивте од Европа, што не ви одговара баш ви е гајле. Гледам јас дека ќе пеглам уште многу време. Голема скапотија. Се јави од Берлин? Се уште не. Не знам јас за вас двајца. Ама јас сега пак ќе почнем да плачам. Троле, чекај, не брзај. Може не може да добијат линија. А може би некоја планета експлодирала во Вселената и ги пореметила сите сателити. А може би тоа тестовите биле тешки за полагање. Марта Душа, појадуваше ти? Не. Абе, Троле, ти знаеш дека ние заборавивме да појадеме? Ја па се чудам што ми е. А што не кажеш, човече? Цело утро мериш со тоа метрото. Ајде. Ајде. Полека бе за тоа, полека ми учили, човече. Што ти бе си станал носил дека мува? Не беше ваков порано? Под стресом, разбираш, под стресово чекањево ме убива, а ова парфемот посебно. Сигурен си дека сме на вистинско место? Време и место никад не греш. Товарен воз да беше до сега ќе стигнеш. Знам. Се изнад чекавме ко синдикалци сирење. Волку, не сум чекал двојка од гимназија. Уште малку ако поседиме и пензија ќе дочекаме. Фино, све е убаво. Само организацијски фијаско. Абе, реков на време да дојде. А, гледам колку си рекол. Тито, види ти. Абе, додека беше другарот Тито жив, немаше ваква младина, бре, човече. Сега да им даеш штафета ќе ја загубат по пат. А знаеш која ми е работна акција најголема? Шетање од џубок за други кафичи. Не претеруј. Да им оставевме добри фабрики и успешни компании, друга ќе беше приказано. Абе, доста бе коратен злочинец и ме уби, бе, чу... Мора да инвестираш малку еротика. Не се доаѓа на љубовен состав со испотени мишки. Вашка, знаеш колку кошта парфемот? Колку цела твоја гардероба, плюс кондурите. Што ме гледаш така? А малку си ми чуден, затоа те гледам. Зошто малку? Јас сум најголемиот теоретски швалер во овој дел на градот. А удри малку на пракса, бе, човек. Не смеам. Има многу строга жена. Ми брани да имам девојка. А зошто сме овде? Да исплекна малку очи. А плюс и ќе и понудам работа. Каква работа? Да договара цени за моите услуги. А јас? Ти ќе си добиеш процент. Откако ќе ми ги вратиш парите? Чекај, ај малку побрзо за тоа, мислам, процентов, кажи. Да го сочекаме развојот на станите. Ова е многу важен ден за мене. Како изгледам? Добро, и мирисаш фантастично. Само слушај да ти кажам, удри бе малку акцент на духовниот момент, сваќаш? Што да не треба да станам академик? Не, малку сум така, бедели комплименти. Малку, знаеш, луѓето сакат да го слушаат тоа, посебно жените. Застани малку вака. Збрчкај чело, дигни веја. Гледај малку вака од озгора, малку подзамижано вака. Сваќаш, еве. Не разбирам. И реков дека си министер во влада. Како си можел такво нешто да ја кажеш? Извини бе, Мандра, за да биде поубедливо, мислам,
Баш как денеска секој може министер да стане. Ба да, и тоа што викаш. Здраво. Извинете што доцнам. Да. Здраво. Добро, има сигнал. Знаеш дека добро ти текна што го донесе тука. Еве, готово. Ти, бре, трале, кој ќе ги јаде сите овие лебишта? Нешто се замислив и по навика направив, како за сите. Земите шо, кој знае дали во Берлин прават лепчиња? Не верувам. Таму прават ракети, мерцедеси, роботи. Лепчиња може некогаш правеле, ама сега заборају, се откажува. Телефонов звонеше? Јас ништо не слушнав. Трале, не се косиве. Телефонот ќе звони тогаш кога ќе треба да звони. Ало? Да, јас сум, сине. Како се сместивте таму? Слушај, ако е ладно, добро да се облечете. Да, аспирините ви се во малото торбиче. Да, слушај, немој децата да сте ги пуштале да се шетаат ноќе касно. Ако ви требаат пари, јас и трпеќи ви пратиме по пошта. Да, ние ве чекаме. Ало, Никола, ти си? Слушај, од хотел. Право на полагање, од полагање право во хотел. Немој да се врткате по улици. Сношти на вести кажаа дека тие таму направиле атомска бомба. Сине, избегавајте ги. Знаеш какви се? Мафија, бре, бандити, дрога. Што? Утре си доаѓате. Полагавте? И? Молам? Ало? И? Ало? Ало? Утре ќе си дојдат. Супер. И го полагале текстот? Да. И што направиле? Па се прекина врската. Добро, важно утре ќе си дојдат. Да. Тоа е најважно. Да, сине, да, јас, мама, да. Што да ви направам утре за руче кога ќе дојдете? Не ве слушам добро. Сигурно? Што? Добро. Треба, сине. Што? Што е, бе, трае? Положиле. Ту да му се не види. Како бе положиле? Бе, и тоа германците се исчуручија. Порано знаеш какви беа строги? Господице Каролина, да бев поет, ќе го опиша во сите мои стихови. Вие нудите материјал за собрани дела. А вие имате уметничка душа? Не, за жал не. Знаете, сакам да станам уметник, ама во последен момент сваташ. Зашто? Мали им се плати. Тоа. Да. Ванчо ми кажа дека сте министер. Да. А во кој ресор сте? Ресор? Да. Како мислите тоа е ресор? Мислам... мислите ресор, Да. Па без ресор. Без ресор, убаво. Мислам, зависи, по потреба. Знаете, денес сум во еден ресор, утре сум во друг. Знаете, сакам да помагам на секаде. Таков сум, не можам да ги одбијам луѓето, знаете. А вие? Јас исто така помагам на луѓето, знаете. Се бавам со терапија на луѓе со еротски проблеми. Одговарам на описот. Вие имате некој проблем? Огромен. Знаете, досега не погледнав ни една туѓа жена, а сега е многу страшно.
Гледам во туѓа, ама само во една жена. Вашиот глас ми е нешто познат. Навистина? Навистина. Па, господице Каролина, ова е те момент на вистина. Знаете, разговарав со вас на онај хотлайн повеќе од 2 часа. Ете ви признам. Знаете, јас сум инаку дипломиран психолог, ама времењата се такви, па нема работа и морам да прифатам те. Знам, во оваа држава сите се занимаваме со се и се што, освен со својата работа. Да. Знаете дека вие би можеле да работите и во туризам? Како што, бе, мол? Па како природна лепота. Сепак, колку повеќе ме бива за маркетинг. Да. Такви се времењата, да. Сите не бива за маркетинг. Знаете, светот сега прво прави реклами, а дури потоа готови производи. Сите ние сме учесници во еден голем спот, манекени, манекенки, модели. Знаете, нашите животи се копија, а оригиналите се на екраните. Да го претерав малку? Не. А вие сте биле во Нов Зеланд? Да. Последниот пат. Таму избегав, да. Ама бадијала. Па осоменоста е секојаш побрза од нас. Господице Каролина, да сакале да работите за мене? А што треба да правим? Да договарате цени за моите услуги. Ќе добивате процент. Што повисоки цени, толку поголема заработувачка за вас. И кога би можеле да почнете? Ја? Да. Веднаш. Господице Каролина. На здравје. На здравје. Здраво. Еј, здраво. Кај си, бе? Кај си сега? Седев на... и гледав во водата. Во каква вода? Во Вардар. Седев на кеот и... Чекај малце. Изразувај се прецизно малце. Како во водата? Магда ми кажа дека си сакала да ти помогнам, дека некако, да? И како е Магда? Супер. А? Се јави од Берлин. Да? Многу те поздравува. Кога се враќа? Утре. Утре, а? Значи, кажи ми, што правеше на кејот? Ништо. Така седев и... Много ми е тешко, Владо. Да, знам. Сакаш нешто да се напиеш? Една водка, да. Водка? Ти си трудна. Владице. И тој факт мора да го прифатиш. Ме слушаш? Сакав малку да се опуштам, ништо друго. Доволно си се опуштала. Јас мислам. Доволно си се опуштала, затоа и си се затруднела. Дечко, една лимонада. Плачењето нема ништо да ти помогне. Разбираш? Кажи ми, како мислиш јас некој, како би можел јас да ти помогнам? По случај, ако сакам да абортирам. Добре. Како оди та работа? Колку години имаш ти? 17. Па како прва ти си малолетна, знаеш. И мора да има согласност од еден од родителите. Нема шанси. Зошто? Зошто? Ти татко ми ќе му убие. А мајката? Мајка ми ќе умре од срам. Јас ти зборувам за легален абортус. А другото?
Види, ако мислиш на нешто друго, не можам да ти помогнам. Никако, не познавам луѓе, не можам да ти помогнам, никако. Добро. И? Значи, тоа што јас мислам дека може да се направи е, значи за легален абортус, тоа е дозволено до 10 недели бременост. Разбираш? После 10 недели бременост мора да најдеме дозвола, што не е проблем, ќе ја најдеме. Познавам јас пријатели од комисија составена од тројца гинеколози. Разбираш? После но тогаш се абортира, значи со провокација и мора да лежиш во болница тогаш. Разбираш? Чекај, не се секирај. За пари не е проблем. Во државно се плаќа 4500 денари, а за другото 12.000 денари. Много е скапо и нема не е проблем, разбираш, не е проблем тоа, не знам, 4.000, 12.000, не е проблем, ќе најдеме пари. Колку и да се ќе најдеме. Другото е многу поскапо, Благица. Можни се компликации, разбираш, можни се, не знам, можни се повреди на матката, можно е да искрвариш, можно е психички пореметувања да се случат. Можно е никогаш да немаш деца. Фала, Влада. Морам да одам на училиште. Еј, чекај. Што пишуваш? Писмо за брат ми. За брат ти. Кај е брат ти? На Скопје. Живеете одделно 3 автобуски станици, а ти му пишуваш писмо. Па што да правам кога немам друга комуникација? Кога му позајмуваше пари, имавте комуникација. Трале, тоа беше одамна. И? Што му напиша? Драги брате, еве добив малку слободно време и решив да ти кажам... Дека си добро и што истото и на себе си го посакувам. Мислиш да испратам телеграма, а? Добро, ај, чите. Помина долго време, како не сме се виделе ни ти ни јас, немаме друг брат. Да, заборавиме се што било, парите не мораш да ги враќаш, врати ми се ти. Па подобро да беше обратно. Се надевам дека ова мое писмо ќе те најде во добро расположение, кое и себе си пожелувам, и дека ќе се јавиш побрзо. П.С. Брат брата не жали, тешко кој го нема, сирење за пари. Шо мислиш? Мислам дека не сакаш да слушнеш што мислам. Ајде да се скараме. Што да правиме? Да се скараме. Зошто? За било што, за кавга не треба некоја посебна причина. Еве, ај ти одбери. Трале, оди измери си температура. Зошто да... со навреди. Ма зошто навреди? Тоа во Европа е нормална контрола на здравието. Кај нас граѓанинот ќе дотера до поп, па дури тогаш ќе оди на лекар да си го провери здравието. Па после здравството не ни чинело. А не ни чини, се разбира. Не сме се скарале од последното варосување. Не е нормално тоа. Цел свет се кара, а ние... Што сме па ние подолу од другите? Ги гледаш ова сериеве? Таму се караат, не се караат само кога спијат и
И кога водат љубов. Ајде, ние да... Ајде да се спиеме. Добро, нема да се караме. Здраво, комшија! Што ти е со раката, бе, цаци? Ништо. Близна се на банану и падна у ендек. Аман бе. Има јошто. У ендек да ти бија едну карасерiju од Москвича. Стар. Па заглави се у Москвич. Па 2 сата радници стругаја с бонсек не можеше да ми изваде од тој карасерiju. Руси која ќе направат Москвич, тенк може вода да му носи. Што е со Мими? А Мими прави фризуру ала Клаудија Кардинале. Убаво. Што да не иде на маскенбал. Ако малко да се нашалимо, хумор и сатира. Приметили сте? Никој се не шали во овој држава више. Како бе не се шали, а малку ли избори имаме? Мој трбе, избори спадав у трагедију. 5-6 будале врте се у круга, ми гледаме, стоиме тука, како телења гледаме тука. Така е. Ми така. И гледаше го овој прошли петак. Здраво на сите! Како сте? Супер ти е фризура. Да, ама не е довршена. Само ако се движи у профил и сега е готова. Цаци! Ова е работна верзија. Здраво, Мими. Сакаш да ти направам едно кафенце, локумче и кисела вода? Не, Трале, ти благодарам многу. Да ти кажам, брзаме, ај на излегување сме, гледаш ли сто? Вака, морам во одредено време на Цаци да му ја намачкам раката со маст, да му дадам соодветни лекови и така, мислам, опки заборавев за малку. Види, ова е за тебе. Што е ова? Овде ти е рецептот. А ова колаче го направив сама. Во Германија не да се троше, ама како алба, да ти кажам. Верувам дека и овде ќе се троше. Фала ти многу. Сакаш јас да ти ја доправам фризурата? Ти благодарам, Трале. Ај друга прилика. Децата, кога ќе се вратат? Ги чекаме секој момент. Да. Цаци, ајде. Чекај малко да. Ајде стануве да ги ослободиме луѓето. Не причај устроју. Тишина. Треба ми бројот оној мантра. Многу е лесен. 1-1-1-1-1-1-1. 0-70. Добро, ти памти 0-70-1-1-1, а ја ќе памту 1-1-1. Добро, Цаци, добро. Ајде стануве сега. Стануве. Поздравете ги децата. Ние сме на излегување. Мислам, еве вака. Довидување. Од дрову ќе се одвикну, од овој жену не можу. Чочи. Фини луѓе. Фини, ама... Тука мене нешто не ми е јасно. Фала му на Бога, тебе нешто да не ти биде јасно. Добро, она со дрогата, знам дека е за фрканција, ама она другото... Кој е друго? Па тоа, мачкање со разни масти и лекарства, Боже ме прости. Мислиш дека се... Уф, И што уф? 100%. А жена му и децата? Тука нешто не ми е јасно. Колку време не сме ги виделе? Ти има едно пола година. Опа! Добар ден. Браво, Марта. Има ли петки? Слава работа. Ки плачеме денеска? Не. Доста е. Готово. Нема више плачење. Добро. Ви купи локум. Душичка. Од каде пари? Па тогаш не купив сладолет и ми остана. Браво. Ајде. Ај, Трале, отворај. Еве, ајде. Јој, тазе. Хвала. Многу убав. Па зошто не се јави? Плачевме. Тебе најмногу Што па вие за 2 дена? Јас ми беа 20 години. Кај си, добар?
завес. Добро утро. Се одморивте ли од Берлин? Како не се одморивме, око неам затворено, некоја прома е у оној авион, ме утива. Ој. Шо правиш ти? Славам јубилеј. Мислев со пеглањево, шо правиш? Компензирам. Каков јубилеј? Па, денес се полнат 40 години откако со мајка ти го кажавме историското да. Па, тоа е за мене голем јубилеј. Го славам свечено и работно. Аха. А шо точно компензираш, кажи ми? Па таков ни е договорот со мајката. Јас штедам пари, а таа се одмара. Тато, слушај, те знам цел живот од вакви мали нозе и ова ми е прв пат да те гледам со пегла у рак. Кажи ми, шо е работата? Дојди. Што е? Слушај, прави се дека ништо не гледаш и ништо не слушаш. Не. Да. Не. 100% да. Да. Не е можно. И пак кога ти велам. Аце, ке ми купиш една картица ако излегуваш? Шо ти текна со месеци не си купила картица? Имам нови моменти. Она докторчено нешто многу се лепи за тебе. Мислиш на Владо? Не. Мислам на доктор Килдер. Не е лошо малку да почнеш да го избегаваш. Зошто? Зашто поише личи на пациент него на доктор. Зошто? Зошто е романтичен? Она што и се случи на другарка ти, мене уопште не ми изгледа на ништо романтично. Александар, каква ти е таа филозофија? Филозофија ко за сестра. Владо ни помага на мене и на Благица, плюс е интересен, дечко и... Александар, ќе ми купиш картица или не? Сега идам на проба. Не знам кога ќе се вратам, вечер свириме кај Джину у кафичо. Собери кого сакаш, имаш гратис пијачка. Ало? Здраво, Владо. Добро сум ти? Благица оставила проштално писмо. Да, сигурно ќе пробам да ја најдам. Не, ако е нешто сериозно, ќе ти се јавам. Да. Вечер Александар пее кај Джина во кафич со бендот, ако сакаш помини. Ајде, чао. Кај ти е пробава? Во Драчево. Озбилно те прашувам. Добро да шо му фали на Драчево. Добро, ќе дојдам со тебе до некаде со такси. Морам итно да најдам Благица. Ништо. Отидов на работа. Некој состанок. Ти само пегле. Абе, ми остана уште некои меки работи, а после сум слободен. Можам да почнам со усисавање. Не е никаков проблем. Само внимавај да не почнеш гоблен да везеш. Тогаш тешко на нас. Ајде, чао. Дедо? Ти ли си? Маскиран сум во домаќинка. Ја поправаш пеглата? Не, ги поправам брачните односи. Дедо, па ти пеглаш. Се спремам за Европа. Дедо, на брзање сум да ме го поминеше Блузичево? Важи, злато. А ти, Аце? Јас идам да ја носам глава у Драчево. Ја идам. Ајде, чао. Хвала, дедо, чао. Чао, чао.
сакаш да ти помогнам? Марта, злато, мене само ти ми помагаш. Ајде, спасти го. Што правите вие? Да не отворивте некој сервис за перење и за пеглање? Па не знам, за почеток ќе работиме сами, а после... Како си, Марија? Изненадено право да ти кажа. Каде е Трале? Излезе, не трпи конкуренција. И јас ке излезам. Морам да удам на разговор за работа. Има некакви шанси. Не знам право да ти кажам. Една моја школска другарка отвора приватна дипломатска градинка, па ќе видим. Дај Боже да го успееш. Дај Боже. Ви треба ли нешто? Па, се да бидеме заедно за ручек. Добро. Ајде, чао. Чао. Сакам да ви соопштам две добри вести. Првата е дека нема да држам говор. А втората е дека го продолжувам нашиот брак за уште 40 години. Јас, Трајанка Јовановска Моминско-Петровска, изјавувам под полна материјална и морална одговорност дека ја храбро ја прифаќам понудата на мојот брачен другар Трпе и повторно јас ќе пеглам. Нема. Па се остатокот од говорот го заборавив, ама ќе мора да ми верувате дека беше убав. Ајде, сега предлагам да го одиграме нашиот прв валцер, кој што е одигран пред многу векови во салата на фабрика Треска. Три, четири. Еден бакнеш песни рој, еден поглед безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти. Нова надеж, срце греј, штом ке стаиш очи две, твојот поглед, моје плен, штом го плени, љуби ме ти. Нема тајни во ова мала среќа, да те љубам, зар то не се? И да постои ова мала нежна надеж, за еден твој мал срамежлив бакнеш, еден бакнеш песни рој, еден поглед безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти. Сега се будам и по крак љуба што гледам.
што ќе постигнам. Јас солам без да знам кај ќе бидам утре. Јас солам без да знам кој сум јас. Обичен човек, како тебе досаден. Обичен човек, како тебе очај. Сега се будам далеку од својот сон. Сега се будам како празен дигитрон. Сега се будам и покајувам што гледам. Сега се будам веќе никога. Обичен човек, како тебе досаден. Обичен човек, како тебе очај. Обичен човек, како тебе досаден. Обичен човек, како тебе очај. Обичен човек, како тебе досаден. Обичен човек, како тебе очај. Фантастично. Ти донесов подарок од Берлин. За мене подарок. Повели? Фала. Зошто? Зошто? Дека ни помагаш? Само затоа? Не. Дали е ова тоа што мислам дека е? Стетоскоп, човече. Леле, како ли ти текна? Знаеш дека читаш мисли. Баш ми требаше ваков. Може да го исправам? Да. Замисли работи. Ете сега и научно е докажано, Магда. Што е научно докажано? Па дека имам срце и дека чука само за тебе. Браво, доктор. Следната песна ти беше најдобра. Мислиш на паузата? Мислам само на тебе, будало. Добре, не си заборавила како се вика. На те. Дојдов да ти кажам дека те сакам. Кај беше овие 6 месеци? Далеко од твојата суета. А ти кај беше? На пат за Нов Зеланд. И сте вратили. Охо! Па да. Реков дека ќе те изненадам пријатно денески. Бога ми, браво. Стави, брат. И што сакаш да ми кажеш? Па ништо страшно. Паднавме под стечајите, тоа. И? И изгледа дека имам зачастење, останав без работа. Ама види, тоа беше прашање на ден кога ќе се случи. Ниту прв, ниту последен. Мене ми е прв пат. Ајде.
Одлично. Изгледа дека не ми е денот. Ај, молим те, свари кафе. Ајде.